Значи, оправданието ни е подарено преку откупот, то за нашите гревови го плати Исус Христос. Не преку светците, не преку папа или господин некој, не преку добри дела. Оправданието ни е подарено преку откупот, што за нашите гревови го плати Исус Христос. Вие не можете преку закон и пазење на уредби, не можете да се спасите, тоа го вели во Словото. Тие што се обидуваат да се поминат со Бог преку придржување кон Мојсеевиот закон, се одвојуваат од Христос и ја губат неговата благонаклонност. Темата за гревот денеска се избегнува бидејќи е непријатна, бидејќи знаете дека плата за грев е смрт и дека оние што грешат и остануваат во својот грев, на крајот кога ќе биде Божјиот суд, тие ќе завршат во пеколо. Ако човек не се согласи со Светото писмо, со ова што го пише во Светото писмо дека нема ниту еден праведен, дека сите сгрешија, тогаш таквиот човек се оправдува себе си, бунејќи се против Бога, против она што Бог го вели, и тогаш човекот нема да разбере дека му треба спасение и дека му треба спасител. Јас како Ное ги повикувам луѓето да се свртат кон Бога, односно да се покајат од стариот начин на живење и расудување и од тие традиционални верувања кои што досега ги правеле со ритуали и со различни идолопоклонства, односно да се поверува во Господ Исус Христос и во она што тој го стори за целото човештво, а тоа би значело, ако поверувате, да ја прифатите неговата љубов и да се качите со вера во една духовна арка, која што може да ја разберете како Христос, односно припадност во Христовото тело. Како гледаме кон Него, така тој не преобразува. Гледајќи кон Исус стануваме како Него. Гледајќи кон светот стануваме како светот. Затоа е важно да се свртиме кон Христос и неговата светлина целосно да свети во нас. На тој начин не преобразува, надоаѓа неговиот мир, неговата радост, неговата љубов и таа трансформација во нас започнува да се одразува, да ја светиме неговата светлина насекаде и во сите аспекти од нашето постоење.